Селектор е најапет за физичкиот дел. Колку се потрошивме на мечот против Шпанија и ќе бидат ли нашите фудбалери максимално подготвени за мечот против Србија? Ова го говорам од гледна точка пред се на оние фудбалери кои што играа помалку во своите клубови или оние кои што се враќаат по полуга рекуперација од повреда. Па секако дека може да ни представува проблем, поготово што момците стварно истрчаа у сите 90 минути онака како што се бараше од нив, дисциплинирано, одговорно и против еден таков противник како Шпанија не можете и поинаку него да дадете и повеќе од своите максимални можности. Се надевам дека ќе имаме доволно време да се рекуперираат и да бидат одморени и спремни за преварот со Србија во вторник. Веројатно размислувате и за некоја промена, освежување или пак можеби и тактичка промена? Па не многу тактичка промена, затоа што момците покажа дека може да се надигруваат и вчера со најдобрите во Европа и мислам дека тактички бевме окей. Што сите статистички податоци тоа не го говорат, освен резултатот. Но сепак резултатот е најважен и тоа е едино мерило за успешноста на една екипа, но сепак јас сум задоволен од изданието наше вчера. За надпреварот со Србија може да се очекува една до две измени во составот. Вие веќе добро ги познавате фудбалерите како личности, а и не навикнавте на победи. Видовте ли разочарани фаци? Видовте ли тага по вчерашниот пораз и ако ја имаше, како да се преброди? Значи, тоа ми дава вака простор за да бидам оптимиста и задоволен, гледајќи ги нивните лица и на полувремето и после надпреварот, кога осеќаш на терен дека си во најмала рака рамноправен со такви звезди, со такви профили на играчи како што ги имаше Шпанија во својот состав, а на полувреме го губиш надпреварот 3-0, на крај 5-0. Значи тоа делува и се подразбира и нормално е да делува фрустрирачки на играчите, но најважно е што осетија дека можат со секој. Благодарам и се надевам дека и резултатот ќе ни биде наклонет во надпреварот во вторник во Битгош. Благодарам и нас.